No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Добро да се повтори на каналот кај BTeacher Crypto и додека Биткоин го прави ова досадно движење во страна, нема што многу да кажеме за него, затоа ќе посветиме внимание на алткоините кои што беа побарани од вашата страна. Ќе направиме техничка анализа повторно на одреден број на алткоини, а пред тоа ќе погледнеме на кратко колку всушност сентиментот е ресетиран и колку се наоѓаме на историски нивоа во одредени графикони. И погледнете сега, имаме неизвестност која што моментално е една од најголемите неизвестности што се случило во светот, многу поголема од COVID-19, од војната во Ирак и од 9/11, тоа што се случуваше во Америка. Погледнете на кои нивоа сме на овој индикатор, што значи дека никогаш не сме имале вакви движења за ваква неизвестност на пазарот, а графиконот на златото може да ни го пресрта графиконот на биткоин во следните години. Погледнете, имавме едно вакво движење за златото и погледнете што прави. Моментално од $1000 стигнавме до $5000 и тоа за златото кое што има огромна пазарна капитализација. Но погодите што ќе се случи за биткоин, верувам по овој така наречен bear market. Дали ќе го видиме истото, обично ова се случува, само е потребно време. Сега ќе видиме кои цифри ќе бидат тие, но очекуваме огромно движење за биткоин во следните години. Колку само сме препродадени и сме на едни од најниските нивоа, ни го покажува овој индикатор. Погледнете, ова се црвени линии во bear маркетите, каде што моментално ја проаѓаме и таа линија и имаме уште поголема неизвестност на пазарот, која што ќе видиме како ќе заврши. Доколку ги погледаме историјата, секогаш кога сме имале црвени огромни линии, тука сме формирале дна на биткоин циклусот. Некогаш траеле повеќе, некогаш траеле помалку, но како и да е, секако сме блиску до формирање на тоа дно. А сега ќе преминеме на графиконите и да ги анализираме овие алткоини исклучиво за гледачите на овој канал. Погледнете, сега ќе оставиме овој графикон на месечно ниво за Litecoin. Да обрнеме внимание, повторно ги гледаме истите движења и ова би можело да биде тука ABC корекција, потоа го формираме првиот бран, вториот, погледнете, имаме малку странично движење и подоса третиот. Моментално сме во четвртиот за овој графикон тука и четвртиот секо може да пробие уште и да направи вака. Тоа е што го очекуваме за мнозинството на алткоини, скоро сите имаат исти графикони. H-bar моментално ова е период на акумулација, веројатно во раните години, бидејќи овој коин тука се појавил во 2019 година, имал некој одреден напредок тука и подоцна имаме странично движење, што би можело да значи ово да биде првиот, еве го вториот и одиме во третиот. Тие се две движења кои што моментално ги очекуваме. Пример, за H-bar, доколку погледнеме во овие осцилатори, моментално сме во фаза на пронаоѓање на дното на овој коин, кој што секако ќе ни даде многу попрофитабилен период додека го почекаме, пример, уште малку или пак се додека не пробиеме некоја си од овие тренд линии. Ова е помалата тренд линија и ова би можело да биде
поголемата тренд линија. Знаете дека алткоините се непредвидливи, така да никогаш не можеме да знаеме што се случува, но ова е фаза во која што можеме да претпоставуваме, бидејќи овие се уште се на својот почеток. Zcash имаме моментално повторно одбивање од оваа цена тука. Гледате за колку кратко време сме постигнале огромни добивки. За овој кој овие 2 месеци сме постигнале една од најголемите добивки. За овој кој моментално не сме затвориле над ова ниво. Тоа би не очекувал, доколку не затвориме ново, не очекувал пат, што и се случило. Моментално сме на едно ресетирање на овие графикони за Zcash. Се префрламе на AVAX исто така. Моментално сме на формирање на ова дно за AVAX. Погледнете го ова прво движење, А, Б, С корекција, може би да пробиеме тука откажување на сите и правиме повторни движења нагоре. Нешто што би можеле да видиме, еве го MACD, имаме разделување на овие индикатори, уште црвени и многу пробивање на во надолната насока за овие индикатори. RSI тука полека исто така е на своите историски нивоа, ниски. Би можеле да поставиме една тренд линија, после која што би очекувале да направиме некои поголеми движења. Доколку погледнеме сега SUI, исто така една тренд линија тука. Се наоѓаме точно на еден од пониските нивоа тука за SUI. И ова може да биде формирање на 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Тоа исто така е можно. Често овие рани коини се појавуваат во формација од 1, 2, 1, 2, бидејќи немаат некои огромни растови. Тон кој моментално, погледнете, полека го формирава ова дно и погледнете само како ја следи оваа тренд линија. Не сме ја пробиле оваа тренд линија од август 2025 година. Секако можеме. Ваките линии се малку поридши, доколку сакаме да бидеме сконцентрирани на сигурно, ова би можело да делува вака, но секако ова се на голем таймфрейм графикони и едно мало померање тука може да биде голем процент. Овој индикатор ни покажува дека сме го ресетирале сентиментот и го бараме сега всушност дното каде што ќе биде за овој коин. RSI исто така ресетиран на едно на ниските нивоа. Огромно ресетирање сентиментот и напуштање на пазарот од страна на мнозинството моментално, и тоа е она што го чекаме. Доколку се навратиме сега на биткоин, да видиме што се случува. Погледнете, го формиравме тоа дно веројатно. Сега и можно е да продолжиме во некој период уште нагоре. Се уште немаме никакви движења, немаме никакви манипулации за да можеме да кажеме нешто посебно. Сега за сега, доколку разгледаме сега на пазарот на акциите, веројатно го формираме овој врв тука и би можеле да добиеме цени надолу, но сето тоа не е ништо потврдено затоа што уште сме скоро на врвовите, но моментално немаме некој all-time high и немаме затворање. Ни еден all-time high, тоа би требало да го видиме барем на неделно ниво, да затвориме над горниот all-time high, за да имаме
продолжување на овој циклус. И отприлика тоа е тоа за денеска. Се гледаме во следното видео. Поздрави, чао чао.